Председателот на СДСМ Венко Филипче остро порача дека секој што ќе присуствува на состанокот инициран од Мицкоски директно дава легитимитет на, како што рече, изолацијата на државата, криминалот и корупцијата. Тој оцени дека учеството на таков состанок значи јавно приклучување кон, според него, тендер коалицијата. Филипче алармираше и за системот Safe City, предупредувајќи дека нерегулираниот дигитален надзор представува сериозна закана за демократијата. Колешката Далиборка Демјанска ги има деталите од денешната средба со новинарите. Далиборка, повели. Александар, Филипче денеска практично го повтори истиот став што го кажа и вчера, тоа е дека нема намера да оди на лидерската средба закажана од премиерот, на која меѓу другото ќе се зборува и за укинување на техничката влада, затоа што смета дека единствено оваа техничка влада дава некаква шанса за фер и демократски избори. Тој отиде денески чекор понатаму и кажа дека и тие што ќе отидат на оваа средба ќе и дадат легитимитет на владата. Да ја чуеме неговата изјава. Кој оди на состанокот, кој што го иницира премиерот Мицкоски, е поддржувач на изолацијата на земја и дава легитимитет на сите антидржавни политики. И што е најлошо, дава легитимитет на криминалот и на корупцијата. Кој оди на таков состанок јавно се декларира дека е соработник на тендер коалицијата. Знам тоа, сите го знаат. Одамна е јасно. Тендер коалиција на плаќање, на уцена, нивната соработка е веќе јасно дефинирана, тоа нашиот антикорупцијски тим секојдневно го образложува и го обзнанува. Време е да се знае кој е за Македонија, а кој е за криминал и корупција. Како аргументи плюс зашто треба да остане техничката влада, Филипче ги наведе и неодамнешното донесување на кривичниот законник, за кој вели дека содржи одредби кои што не нудат доволна гаранција за исполнување на сето она што ќе значи гаранција за исто така за фер избори, и зборуваше и за Safe City, за кој што кажа дека всушност овозможува масовен надзор на движењето на граѓаните и не нуди соодветна заштита, особено за време на избори. Да ја чуеме и оваа негова изјава. Легализација на масовен надзор без соодветни примерки преку системот Safe City со 65.000 камери овозможува дигитален надзор на движењето на граѓаните. Никако со ниту еден закон системот Safe City не е регулиран, ниту пак се знае како и на кој начин може тие податоци и во која цел да се користат. Филипче се осврна и на реформските закони, за кои рече дека се досни со нивното донесување. Има многу забелешки и за нивната содржина, но рече дека ќе ги гласат затоа што се важни за евроинтеграцијата. Зборуваше и за проблемите во економијата, инфлацијата, но деталите околу сето ова ќе ги имаме во следните вести.